Без вториот билатерален протокол за Македонија немаше да има ниту француски предлог. На брза лента во собранието, на слепо, се гласаа барањата 5+1 со обврзувачки датуми, со што Бугарија се што услови се стави на хартија, а македонската влада се обврза да го исполни. За историчарот Митко Панов неспорно е дека протоколите со Бугарија се дел од преговарачката рамка, а со тоа и договорот за добрососедство, иако власта сега се обидува да прикаже спротивно. Што до сега Република Бугарија побара, оној пакет 5+1 веќе е имплементиран во протокол, вториот билатерален протокол, кој што во суштина е анекс на договорот за пријателство и добрососедство, и се што е таму пропуштено да се нотира, сега се нотира преку вториот билатерален протокол, и таму се дава исто така мандати на комисијата за разлика од договорот за добрососедство, што значи дека сите барања на Бугарија се интегрирани и стануваат дел од преговарачкиот процес, наспроти тоа што политичкото раководство се обидува да го представи сега пред јавноста. И не само дел, македонската историја стана услов од преговарачката рамка со Унијата, вели Панов, а дека работата на мешовитата историска комисија станува индикатор за тоа до каде се добрососедските односи, освен Бугарија, не потсетува и Европската Унија. Извештајот на Советот, децидно, вели Панов, ни укажува дека треба целосно да ги реализираме договорите со Грција и Бугарија. Да одиме на преговарачката рамка, точка 5. Експлицитно е подлечено дека напредокот во преговорите покрај копенхашките критериуми ќе се мери, ова е цитат, ќе се мери посебно според барањата и обврската за постигнување видливи резултати и спроведување на билатералните договори повторно во добра волја во согласно договорот за добрососедски односи покрај договор со Преспа. Настапот на Османи со таблата, едноставно како манипулација, го ценија повеќе експерти, дипломати, новинари. Големи беа и реакциите дека во моментов македонскиот народ не ги носи одлуките за своите идентитетски прашања, кои се услови во потпишување штетни договори за Македонија.